Еве поминаа 12 часа откако сме во УБК. Знаеме дека јавноста во Република Македонија е заинтересирана за тоа како напредуваат постапката по како ни одговара на нашите барања УБК. Вие тапкаме во место, се дискутираме, дебатираме, но уште сме на мртва точка. Ние нема да си одиме додека не постапиме целосно по судските наредби. Значи, ние денес добивме наредба од Основниот суд Скопје 1 Скопје, која што е добиена по повод наше барање, за да ни бидат доставени сите податоци за броевите кои што биле маркирани во УБК во периодот кој што нас е предмет на наш интерес. Тие податоци се сомневаме дека се наоѓаат и во моменталните системи кои што ги има Управата за безбедност и контраразузнавање. И нашата цел е токму да ги обезбедиме овие податоци за да видиме дали тие податоци прво се навистина таму и понатаму што може да утврдиме од тие податоци. Од досегашното постапување на наше исклучително големо жалење е што Управата не само што немаше волја да постапи по судската наредба, туку манифестира недостаток и на технички и на човечки капацитети за исполнување на судска наредба. Не би сакале да инсинуираме во овој момент дали е тоа намерно или не е намерно. Единствено сме разочарани од тоа што со ваков тип на државна институција се соочуваме со ситуација на немање на човечки и технички капацитети да се реализира судска наредба и еве веќе подолг период, односно поголем број на часови сме тука и, како што кажа и специјалната јавна обвинителка, буквално тапкаме во место, односно немаме никаков напредок во однос на одземање на податоците кои што се предмет на судската наредба. Во јавноста произлегува информации за инволвираност на одредени компании. Сакаме да апелираме да се биде да бидат сите внимателни со употреба на имињата на компаниите. Од компаниите кои што во конкретниот случај можат да ни помогнат. Имаме исклучително високо ниво на соработка и почитување, како на законските прописи, така и на она што судот го наложува, така што не би сакале да се објавуваат информации со кои што може да се штети на угледот на овие компании, бидејќи повторно укажуваме дека имаме целосна соработка со сите компании кои што можат да ни помогнат во конкретниот случај. Како што кажав, товарот за спроведување на наредбата и согласно законските прописи и согласно она што и судот го предвидел е на страната на Управата за безбедност и контраразузнавање и тие се тие кои што треба како надлежна институција да ги обезбедат сите услови за ние да можеме да ја спроведеме наредбата.